Проектот кон иднината, студија за потенцијалот и искористување на обновливи извори енергија во прекограничниот регион, е проект кој Центарот за развој на Југоисточниот плански регион како проектен лидер и Асоцијацијата на Југозападни општини проектен партнер го имплементираат во рамките на ЕУ-ИПА прекогранична програма помеѓу Република Македонија и Република Бугарија, финансиран од Европската унија со вкупен буџет од 147.403 евра. Почнуваме со поинтензивни чекори во спроведување на кампањата на подигање на јавната свест кај населението во однос на заштита на животната средина и обновливите видови на енергија. Она што е планирано, ќе се работи со повеќе групи, еден од нив почнуваме со најмалите, со дојчињата, затоа што е многу важно уште млади да ги дознаат она што значи штедење, обновливи видови на енергија, како се искористуваат тие, а секако и заштита на самата природна. Општата цел на проектот е да се подобри квалитетот на живот на жителите во прекограничниот регион, преку зголемување на енергетската ефикасност и искористување на екоресурсите, зашто се реализира низа едукација меѓу најмладите. Навистина е од големо значење и од голема придобивка за тоа да се запознаат луѓето и децата, нели, од обновливите извори на енергија и од начините на штедење на енергија. Бевме во неколку школи во југоисточниот дел на Македонија. Децата некои се позапознаени, некои веќе се запознаваат. Специфични цели на проектот се зголемување на свесноста за обновливите извори енергија преку имплементација на кампања на двете страни од границата, запознавање на вработените од локалните самоуправи, приватните и јавни претпријатија од прекограничниот регион со можностите кои ги нудат изворите на обновлива енергија и начините за нивно искористување. Одредување на капацитети за обновливи извори енергија преку подготовка и објавување на студија, можности за искористување на обновливите извори енергија преку објавената студија, како и преку планираните тракалезни маси и работилници. Беа анализирани сите можни извори на енергија, беше направена разлика конвенционални и неконвенционални, со тоа што фокусот беше на обновливите извори на енергија, пред се на сонцето, ветарот и на хидропотенцијалот, кои што може да се искористат. Еден од заклучоците е дека најголемиот потенцијал е во сончевата енергија, секако и дека многу малку се искористува во моментот. Активности кои беа предвидени и се реализираа во рамките на проектот се истражување на терен, секундарно истражување и сумирање на податоците за обновливите извори енергија во прекограничниот регион, објавување на студија за потенцијалот и искористување на обновливи извори на енергија во прекограничниот регион. Препораката е, до сите на значајни функции во овие општини да ги зголемат нивните активности во поглед на искористување на истражувањата од студијата, да изготват дополнителни акциони планови, да пристапат кон идни инвеститори, како би можеле да реализираат поголем дел од предложените решенија кои што во студијата за нивните општини се состои. Имплементирање на серија од работилници и тракалезни маси во двата региони, со цел да се разгледаат и анализираат најчестите бариери во однос на обновливите извори енергија и да се презентира студијата. Имплементирање на кампања за зголемување на свесноста, знаењето и позитивниот став кон искористувањето на алтернативните обновливи извори енергија. Информирање и публицитет, вклучувајќи пресконференции, објави во весник, објави на радио, промотивни материјали, промотивно видео. Може би тук трябва да кажем, че една от целите на този проект беше да дадем насоки и препоръки към всяка една от целевите общини, които са 17 за нашият регион, в каква посока биха могли да развиват своя потенциал за използване на възобновяеми енергийни източници. И точно в тази посока са и препоръките на това проучване, което завършва и с конкретни източници на финансиране, които биха могли да бъдат използвани от общините.
Како резултат на успешниот реализиран и имплементиран проект се објави студија за потенцијалот и искористување на обновливите извори на енергија во прекограничниот регион, преку која 27 општини и најмалку 30 представници на бизнис секторот од југоисточниот плански регион во Република Македонија и југозападниот регион во Република Бугарија се запознаа со обновливите извори на енергија присутни во прекограничниот регион. Исто така, во рамките на проектот кон иднината се реализираше кампања за подигнување на јавната свест во која ученици од основните училишта во Струмица, Радовиш и Гевгелија креира и создадоа дела и проекти поврзани со обновливите видови на енергија и се запознаа со истите. И за цел имаше пред учениците да се презентира како најдобро да се штеди енергијата и да се искористат обновливите извори на енергија. Децата имаа можност преку игра, преку забава да научат некои нови работи за обновливите извори на енергија и за како да најдобро да ја штедат енергијата. Со кампањата за промоција на проектот преку 100.000 жители од прекограничниот регион се запознаа и информираа за обновливите извори енергија и енергетската ефикасност. Овој проект представува позитивен чекор на економска и социјална соработка на југоисточниот плански регион од Македонија со југозападниот регион во Република Бугарија од ИПА прекогранична програма помеѓу Република Македонија и Република Бугарија, со која ќе се овозможи понатамошна соработка во идни заеднички проекти, финансирани од програми на Европската унија. Значи може во сите сегменти да послужи, посебно за јавните институции, како би ги намалиле трошоците на локалната самоуправа во делот на електрична енергија, меѓутоа и за градинките и другите користење на топла вода исто така. Би можело да се намала дел од трошоците, тоа е едниот дел, меѓутоа и преку изработката на елаборати за енергетска ефикасност на сите објекти би можело да се направат уште поголеми заштеди на самата локална самоуправа. Според планираното, имплементацијата на проектот кој започна во декември 2013-та, сите планирани проектни активности се завршија во предвидениот рок на 18 јуни 2015 година.